Во време на изолација и карантина доаѓа како неверојатен импресивен впечаток како да сме од Disney Production, од една чудна атмосфера со професионалци, нешто е типично за една просвета работник, да се најде во вакво едно студио, каде што навистина се чувствуваш како си звезда, буквално како да сме во кожата на Дафни Гин излезена. И личи она, Елена Лука, она знае во сите невремења да направи време за шоутајм. Така да го сваќаме баш како една игра. Како Алиса во земјата на чудото сум и верувам потпрано сум на тимот на Елена Лука и знам дека ќе излечете максимум од минимум. Почетокот ме беше гостинка во емисијата Сексуална азбука и секогаш го кажам на незиното од се човек треба да направи драматичност, без дејство, без конфликт нема драма. И еве тоа го прави сега. Он е неверојатен лик кој постојано што гради зданија архитектонски, гради имидж и создава нешто што на нашата модна сцена навистина е бренд. И е за поздрав, за почит. Мислам дека за се што се станала на добра приказна и драма што да таа. Така да култот кон модата, кон жената, кон женственоста, таа го задржа. Мислам дека за неја никош не може предизвик андрогени модели. Не сака женственоста, да излече максимумот од една жена. И добро го работи тоа, секако и со својот тим, и со работници. И во едно време невреме што велиме, повторно успеа да заживе модната сцена. Без оглед што сме не повеќе на електронските портали, малку пак е почести со нека добра колекција, со нека добри интересни. Гледам повеќе оди на акцент става на кежуал облека спортска, што е за ова време податливо. Не можеме многу да изјавуваме, да се дружиме на некако замени свадбите или на турските. Така да одржува кондиција. Кондициониот тренинг Елена Лука го држи. Значи, кај неа нема пауза. Ако светот застана, Елена Лука не стои. Не, напротив, воопшто не сам гледам себе како таков лик, меѓутоа жената знае, уме да се смели. Сите не имаме некоја лице опачена, dark side of the moon. И знаем да се играме, значи жената има кога е дома, кога е домакинка, понеко се одесо кога е на улица, меѓутоа јас сум секогаш на оној принцип, жената треба да биде баш така, да се менува. Една е кога е дома со семејството, друга е кога излезе некаде надвор, на работно место, како професионалец. И сметам дека дел од сека жена да го искористи тој потенцијал да се менува. И секојаш да биде божица, да биде божица во кујната, зашто не еднаш ми кажала дека столбна еден добар брак и семејство се кујната и спалната. Значи таму е основата. Биде вешта и во кујна, биде вешта и во спална. Со многу зачини, и таму и таму. If I gave you me, this is how it's going to be. First of all, I won't take you cheating on me. Tell me, who can I trust if I can't trust in you? I refuse to let you play me for a fool. You said that we could possibly spend eternity. Yeah, that's what you talk. Јас сум дупли бики требани ли според астролошките препознавања беа баш Бон Иван, да го живеам хедонистички. Не баш толку, но знам да се играм, ево се го живеам во ова. И љубов че виното се многу блиски.
Znači, viното je bukvalno, го гледам како метафора на живот. Виното може да бидат и русокоси, и темнокоси, исто како и жените, питки се. Вино треба да се пие со стил, исто како што љубовта треба да се води со стил. Никош нема да пиеш вино на гол чаршав, со мушема тука, на штилкан чаршав. Со виното може да гледаш перспективите. Исто како што со посекувањата личности, жена може да гледаш сите перспективи и на небо и на земја. Значи некако се компатибилни, ние сме наклоните да го славиме и Валентайн, без обид што сме по христијанството со Свети Трифон. Би требало нели Свети Трифон да биде нашиот празник, меѓутоа некој сака и смета дека треба да го прослави, зашто да не, младите дека тежнеат кон тоа Валентайн или со подароци. Но мислам дека човекот треба да е влюбен во животот и да ме ден на љубовта секој ден. Значи ние сме суштества гости само на овој земен живот и затоа треба да се ужива баш така бонвивански кога се може и колку се може, зашто е краток.